Штрајкот ќе трае секојдневно, а во позадина на црниот екран ќе биде испишан текст: штрајк поради нееднаков третман на владата кон радиодифузерите. Штрајкот ќе трае до носење уредба за помош и поддршка на сите радиодифузери, се вели во соопштението на Сдруженијето Медиум Објектив. Овие телевизии се незадоволни, бидејќи со одлуката донесена на владина седница на 30 мај, ќе им се доделува финансиска помош само на 5 национални и 6 регионални терестријални телевизии. Владата со донесената одлука ќе им ги покрие трошоците за 2020 година кон операторот на дигиталниот терестријален мултиплекс за дозвола за емитување. По спроведените анализи и разговори со сите засегнати страни за начинот на кој што е најсоодветно да се обезбеди помош, се констатираше дека доколку се намират нивните долгови настанати заради користење на дигитален терестријален мултиплекс, ќе се намалат последиците предизвикани од пандемијата, информираат од Министерството за информатичко општество администрација за донесената одлука за помош на радиодифузерите. Реакција за селективната одлука пристигни од ЗНМ. Ваквата одлука на владата ги дискриминира останатите радиодифузери кои не се опфатени со оваа мерка и се нарушува медиумскиот пазар на штета на тие медиуми. Загрижува тоа што владата не ги земала предвид регионалните и локалните медиуми, кои според податоците кај нас и во светот, најмногу од сите други медиуми, се соочуваат со економски проблеми. Потсетуваме дека информациите од локалните заедници се од големо значење за информирање на граѓаните, особено во овој период на криза, велат од ЗНМ.